Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично, местото каде што звездите отвораат душа. И денес имаме една атрактивна гостинка. Млада, надежна, талентирана, уште од предшколска возраст на 4 години ќе се опроба на сцената која подоцна ќе стане и хоби, а кој да знае, може би еден ден и професија. Иако за професијата се определила да и биде нешто друго. Велам, на 4 години ќе испроба сцената со тоа што ќе запее на детските фестивали, а верувале или не, на 7 годишна возраст или на 12 поточна годишна возраст ќе има 7 песни ставени на носач на звук на CD. Ќе пее на најпознатите фестивали и во земјава и надвор од неа, и во Белорусија, и во Русија. Ќе представува Македонија на детската Евровизија, ќе се опроба и на фестивалите, и во мюзиклите, за денес да биде една од најталентираните млади македонски и најнадежни, се разбира, пеачки, но не само пеачки. И автор, текстописец, автор на музика, композитор, дама која едноставно ги има сите предиспозиции да биде мултимедијална личност, а за професијата одбрала нешто сосема 15-то што нема врска со музиката, или може би има, ако се реши еден ден да влезе во едни поинакви води, оние менаџерските. Како и да е, велам добар ден за Марија Спасовска. Добре ни дојде. Добро ве најдов и искрено ме потсети на многу работи што сум ги заборавила дека сум ги правила, како CD-то со детските песни. И драго ми е што ето така ми спомена за тој период од животот. Толку некако многу новитети ми се случуваат што и пополека ги заборавам почетоците мои, иако тоа не треба да биде така и тоа не било кој знае колку одамна, но ете едноставно можам да кажам турбулентниот живот и многуте обврски носат некои нови предизвици на кои што има посветено моето внимание. Така, па добро, на 4 годишна возраст не знаев ни како се викам, а камо ли да паметам дека сум пеел на некој фестивал. Поточиња беше првиот јавен настап, првото излегување на сцена. Кажи ми, веројатно на 4 години не можеш да знаеш со што располагаш, колку талент носиш за себе, за ова или она работа. Кој го препозна тоа во тебе? Кој беше тој што рече, ова дете мора да биде, не знам, да го пробаме во овие води музичките? Па јас самата сум се пронашла на некој начин со тоа што секогаш кога имало некои фестивалчиња пуштени на телевизија, јас сум пеела по децата, сум викала јас сакам таму. И во градинка мислам дека имаше дојдено луѓе од организацијата на поточиње да едноставно да направат аудиција на некои нови дечиња кои што потенцијално би биле дел од фестивалот. И се сеќавам дека јас тогаш бев многу среќна, ја молев мајка ми да ме однесе на аудицијата на поточиње и таа ги замолила организаторите да не ме пуштат, да ми рече дека сум многу малечка, дека има време кога ќе пеам, затоа што навистина сум била мала, на 4 годишна возраст, требаше да одам и да пеам со дечиња што се барем малку поголем, ке 7-8 години, и што треба да одам 2 до 3 пати неделно на проби, на часови, потоа да издржам на сцена 3 часа неколку пати, нели имаше настапи во универзална сала, и реално е сето тоа голем предизвик за едно 4 годишно дете, кое што се уште се запознава со животот, сваќа дека постои на планетава, а камоли не знае ни носот да си го измисли во 4 години. Буквално. Меѓутоа ти рекле на мајка ми, мора да примиме, има слух, има потенцијал и едноставно вика потрудете се, заслужува да биде тука, треба да биде тука и видете што како ќе биде понатаму со неа. И така некако 4 години бев на поточиња, пеев песнички, потоа на Златно славече и некако фактот дека пеам и дека треба да сум на сцената стана дел од моето секојдневие, дел од мојот живот. Не беше прашање дали ќе бидам на сцена, туку на која сцена ќе бидам и на кој начин ќе стигнам до сцената. И на колку и кои сцени, колку така што знам од твојата биографија,
Славјански базар, така ли во Белорусија, па еден фестивал Открита Европа, Открита го светот, така ли некако се Тоа беше во Русија, така ли? Мислам дека тоа беше пред Славенски базар, не сум сигурна. Не, после Славенски базар 2017 бев прво во Минск на нешто Flowers, нешто така се викаше фестивалот, на кој што добив всушност акредитација за Славенски базар и за фестивалот во Москва. Така некако тие фестивали даваат акредитации за други фестивали, некако на еден кога ќе почнеш ти се нижат наредните, затоа што некој организатор од фестивал ќе те препознае, ќе те покани, сакаме да бидеш гостин, да представуваш твојата земја. И ете во тој период 2017 и 2018. Круна на таа детска кариера беше представувањето на Македонија на детската Евровизија во Минск, така ли? Дефинитивно. Песната носеше многу символичен наслов Дома и гледам дека си ја пушташ кога те фаќа носталгијата и не си дома последнава година. Па само еднаш ка си ја пуштив во ноември, кога всушност и беше да речам годишнината на Евровизија, секоја година си одбележувам плюс година од тој настан. Евоцираме спомени, а? Така, да. Меѓутоа не си ја пуштам често, а жално е што не ја пуштам често, затоа што таа песна е маестрална и дури имам желба здравија понатаму уште кога ќе имам повеќе години позади мојата кариера и да ја преработам и да направам една поактуелна верзија со мотиран глас. Така. Кажи ми, од сите овие настапи, од детски фестивали кои ги споменавме и Евровизијата, од кај носиш најсилни впечатоци? Има ли некој момент што ќе ти остане, што ти остана? Да. Врежам во... Па, Славенски базар и детската Евровизија, дефинитивно. Тие и воопшто како фестивали, како настани Што се различни од овие нашите фестивали? За мали и големи? Детската Евровизија е посе различна. Нема споредба со ништо што сум учествувала тука и тоа е многу нормално, затоа што тоа е светски настан. Таму ние бевме третирани како неверојатни звезди, како бевме постојано со полиција и едноставно се чувствувавме како да сме најважните личности на светот. Сите тие 20 учесници кои што бевме, проби, постојано интервјуа со новинари од целиот свет, искуство, запознаваш луѓе од целиот свет, нели Европа, меѓутоа Евровизијата следат и надвор од границите на Европа. Така што дефинитивно и самите проби, и самата сцена, самите ресурси со кои што располага Евровизијата, дефинитивно се на едно ниво кое што не сум го видела до сега во Македонија. Се надам дека некогаш виднина барем малку ќе се доближиме до тие светски стандарди. Ти се пресекоа ли нозете? Ти се смрзна пред да искочиш? Па, нормално имаше голема трема. Се сеќавам дека мајка ми така, додека се распевав нешто, она ми даде едно беше, вика смири се. Да, не, тоа е многу голема одговорност, затоа што не се представам само себе, представам целата земја и го носам знамето гордо на својот грб. Играш за репрезентација. Така е, буквално. И може би самата одговорност дека не пеам само за Марија Спасовска, туку пеам и за Македонија, даде тежина на целото тоа моje појавување таму. Но како и да е искуство кое што никогаш нема да го заборвам, искуство на кое што честопати се навраќам и барем малку посакувам на ден да се вратам таму. Пласманот беше 12-то место. Не е брилјантен, ама никогаш па и не сме биле брилјантни на таа пуста детска Евровизија. Да. Има ли таму како на оваа голема? Ние малку добивме политика, малку задкулисни игри. Многу коментари добивме и од другите надпреварувачи и од новинари дека да сум ја представувала некоја поголема земја, дека мојот пласман, дека јас ке сум се борела и за првото место. Дека таа песна била реално, објективно топ 3 песни во таа година и дека сум ги имала сите предиспозиции да биде тоа така. Меѓутоа, во гласањето беше дозволено секоја земја да си гласа за својот представник. И кога се надпреваруваш ти од Македонија со држави како Полска или како Белорусија или Русија, е едноставно невозможно. Едва 2 милиона, не така со 80 милиона, не е исто. Невозможно е да стигнеш повисоко. Значи, господа, менувајте ги правилата ако сакате да ви доаѓаме, ако некако на ова за возрасти ќе се откажеме. Но како и да е, сепак
ете, не сметам дека е доволно да се учествува. Секогаш кога учествувам сакам да дадам се од себе за да стекнам поголем успех, но како и да е, во тој случај навистина беше и чест што се учествуваше. Имаше некој ритуал пред настап, некој не знам што прават, држат некој, како се вели, тотеми во рака, некој. Па немам ритуал, амајли, искрено некој... пред секој важен настап мајка ми е до мене, вообичаено додека се мајка распевам ти или амајлијата. мајка ми е амајлијата, да. Вера амајлијата, добро. Да, вообичаено секогаш А, еве Вера? сега и се навраќам. Вера, точно. Само тима си кажува. И на Макфест еве последните години додека беше со мене и воопшто на сите настани доаѓа со мене и ете со неја ги имам тие последни некои разговори пред да излезам на сцената, ми ја трга тремата и ми вика ајде сега дај ми ја водата, дај ми го телефонот, топ, супер си, одам да те снимам. Толку. И така, немам некој посебен ритуал, едноставно си кажам по некој збор, ете, доста лична работа пред секој настап, си имам ете некои си своји реченици кои што си ги повторувам, меѓутоа за тоа ништо самодоверба се вика. за самодоверба, да, и не толку за самодоверба за тоа како ќе испеам, туку да сум смирена. Затоа што само кога го имам мирот и кога знам дека сум стабилна на сцената, се останато ќе излезе како што треба. Меѓутоа само да скротам таа возбуда, тој темперамент што е во мене пред тие неколку секунди додека да излезам на сцената, потоа немам проблем. Темперамент, така и песната гласеше. Да. Добро, беше дел и од оној мюзикл за Тоше кој беше направен во Македонија, тајно моја, за жал за кратко се играше, јас не знам, Да. многу малку. Кажи ми како го доживеа тоа искуство, како пресликана реална приказна или повеќе како фикција беше? Тоа беше исто така еден неверојатен период. Имав 11 години само тогаш. И со 11 години јас сцената ја делев со Игор Џамбазов, Дејан Лилик, Арна Шијак, Весна Петрушевска, пеев со оркестарот на Македонската опера и балет, соработував со режисери кои што што имаат навистина големо искуство. Со Тони Михајловски всушност беше режисерот. И јас бев само тамо едно дете кое што има една многу мала улога, меѓутоа таа мала улога на мене ми даде едно такво школа. Така ми ги отвори очите за многу нешта, затоа што не знам, кога седиш и си дома и на телевизија гледаш некои работи, не ти е јасно тоа во позадина како изгледа. За некој таков настан да се реализира, колку месеци проби има понатамо, колку компликации има, колку не е се чисто и сладко како што изгледа. Па има и караници, па гледаш некој се скарал со некога. Јас бев секако надвор од сите тие работи, затоа што бев многу мала и воопшто не ни се вмешува во некои такви ситуации, меѓутоа гледаш конфликти, гледаш како луѓето се борат за нешто повеќе. За да излезе подобро. Да, и навистина беше голема школа. Ништо лично предпоставувам. Ништо лично, да. Јас скоро ништо лично немав, но како и да е, беше навистина големо отварање на очи не само за музичкиот свет како функционира, туку како функционира и возрастниот свет, затоа што како дете малку понаивно ги гледаш работите, но кога ќе не све бајка као дома. Така е, но кога ќе додат пред твоите очи сите тие некои случувања, ми се сменија хоризонтите едноставно тогаш. Во поглед на личностите или на нивното однесување? Не, воопшто на генералната слика за тоа како всушност се случува животот. Така. Свириш неколку инструменти, знам дека Па моментално само еден. Моментално само Да. клавино, а тоа има таму каде Да. што си. Свиреше претходно и виолина, така Да, ли? свирев. Ама музичките ноти ги замени со свирежот на судиското свирче, односно со ракометната топка. Па не ги заменив, тие паралелно си одеа цело Така ли? време, да. Добро, а па беше дел и од младинската школа или младата екипа на женскиот ракометен клуб Да. Вардар, и ракометот ти беше, како да кажам, втора љубов или потенцијална професија, едно од овие двете, Да. па испадна на крај трета за која ќе зборуваме подоцна, но како и да е, преовладува ли љубовта кон музиката, пречка беа повредите, немање време, па одедно мораш да се откажеш? Не сум имала никакви повреди.
фала му на Бога, не сум се повредувала воопшто, ни рака не сум кршала да не се урачам сега. Но како и да е. Зашто остави? Да. Не можеше да се биде на двете војни поли. Едноставно не можам да трчам 3 сати, да ме удираат мудрици, да ми направат и после утре да изгледам сладко и фино на сцена со фластери на чело. Со фластери на чело, да. Едноставно не ода тие две работи, иако јас љубовта за спортот ја имам се уште и дури во некои моменти и преовладува, затоа што многу следам спорт, посебно фудбал и не знам, едноставно сметам дека имам 2 дела од мојот карактер, уметникот Марија кој што едве чека Барселона да игра и да гледа фудбал, и ракометот секако исто, Вардар ми беше прва љубов и си остана и се уште и затоа и му испеа песна на Вардар. Тука сме исти, ова за Барселона, јас сум за Реал, па ти види. Ништо. Наредна сезона нема подкаст. Добро. Нека биде така, ај ќе видиме. Но како и да е, решив дека љубовта сепак превладува за музиката и сватив дека талентот кој што го имам е веројатно и поголем и посилен и вреди повеќе да се посвети внимание на него. Така. Не само изведувач, туку си и автор и на сопствените композиции најмногу. Чинам дека време ако веќе и не си почела да пишуваш музика или барем текстови за други, кажи ми што прво доаѓа инспирацијата која прашање, музиката или текстот? На музика правиш текст или на текст правиш музика? Тоа е многу комплицирано и секогаш оди различно кај мене, а многу честопати и двете одеднаш одат. Значи едноставно Како пееш и куцаш на текст на компјутер? Не, го повторувам само многу пати и го запаметувам и го запишувам по тоа. Едноставно ми доаѓа идејата, значи нешто, еден збор ми треба, нешто што сум помислила баш вчера, одев по улица буквално и само ми си размислував нешто и викам леле и вака го вадам телефонот и го снимам тоа. И потоа седнувам дома, разработувам цела песна од тоа и едноставно така е мојот процес. Меѓутоа пишувам и за други. Сум пишувала текст за други изведувачи на веќе готова музика, што е малку потешко, морам да признам, затоа што немам слобода да се импровизирам со слоговите. Пример, тука не ми одговара тој збор да го испеам во таа мелодија, па ќе си ја сменам малку мелодијата, ќе си ја прилагодам, а вамо имам веќе некои поставени граници. Зададена мелодија, морам според неа да одам. Но убаво е чувството. Јас дури и повеќе се пронаѓам во авторските води отколку изведувачките води, како што не знам проаѓа времето. Едва чекам да отидам дома и да седам на клавир да искомпонирам нешто, да напишам нешто, толку тоа е едноставно дел од мојата личност, не го правам тоа само за да имам, не знам, хитови или песни или да давам песни на некои други луѓе, тоа го правам затоа што сум среќна. И едноставно кога правиш нешто што си среќен, не го сметаш никако работа, никако хоби, туку само едно ставно дел од тебе. Колку има личен печат во твоето авторство? Колку е пресликани случки од животот во текстовите, во песните? Прилично вака автентични се насловите. Еден страв, темперамент. Да, јас барам инспирација од мојот живот, но не значи дека за тоа што пишувам дека се случува актуелно сега. Ти многу љубовни ми се некако. Па нормално е тоа, едноставно. Не дека не е нормално, него. Едноставно кога пишуваш со чувства, а љубовта и тагата се чувства кои што се едноставно не може да ги нема во сечија секојдневија. Знам да се навратам на некои работи што се случувале, знам да прочитам нешто, да видам нешто, да се соживам и сочувствувам со нешто, знам да си замислам нешто, да си напишам нешто кое што го посакувам, например. Едноставно тоа е еден авторски свет кој што не сум јас Марија во тој свет. Марија и таа Марија таму како автор се различни личности, морам да кажам. Кога пишувам, јас сум во еден друг универзум и таму немам предрасуди кон тоа што чувствувам и што мислам, таму е се дозволено и таму е важно само да сум среќна додека го пишувам тоа. Така што едноставно барам инспирација во се.
Има ли некој лик, некоја личност која е автентична, кому му е посветена песна, текст и така? Која песна? Не. Да кажам која? Ај нема да кажам која, сама ќе го погодиш насловот, ама да кажам дека наслушнав дека се работи за еден млад ракометар, бивш до душа, веројатно сега, дека се работи за момче кое па на некој начин колега, има и обиде во диџејските води, и дека една од песните му е посветена нему. Не знам за кого зборуваш. Не знам, ја не го познам. Па ни јас не го познавам, со баш да го кажа. Не го познавам ни јас. Не знам. Не, настрана на тоа. Нема таква приказ? Сакам тие чувства кои што ги имам и целата моја приватност да остане таму и единствено нешто што ќе споделувам на таа тема е она што за кое што сметам дека е доволно и прикладно и нешто кое што не оддава дел од мене. Сакам тоа да Како успеаш да ги разделиш тие работи, да се дистанцираш од она Марија која е во песните, кога се творат или изведуваат од она Марија која е во приватниот живот? Има ли некој прекидач ова клима? Так. Прекидачот е излегувам од собата кај што е клавирот и тоа е тоа. Се враќам спуштам капакот, да, ете баш така. Не сакам да ги мешам тие светови и да давам дел од својата приватност и својата интимност на некој начин, сепак чувствата се многу лична работа. Ама нечии чувства стануваат и сечија интима. Да, доколку се споделат нели на вистински начин и доколку се сочувствуваат. И се пронаоѓаат луѓе. Така е. Меѓутоа не се што е кажано во песните е вистина и не се што сум напишала е лично мое. Така што, правам некој микс, нормално дека се инспирирам од својот живот, но не значи дека целосно го кажувам она што го чувствувам. Што правиш кога сакаш да исчезнеш, да се дистанцираш од се, да те снема? Сега додека сум во Солун, да го споменам сега овој град за прв пат во интервјуто, често пати излегувам и шетам покрај море и уживам во тоа. Добро, во Солун си последниве месеци, додека не беше во Солун? Додека не бе во Солун, тука се моите пријатели, мојот најблизок круг на пријатели, моето семејство, едно добро кафе со најдобрата другарка, секој пат ги расчистува сите мисли и исто така и уживам да сум сама, научив да си го сакам времето сама за себе и да сум комфортна во својата кожа и дури и се почесто кога ми е нешто така бурно, предпочитувам да сум сама. Да. Значи ти си како се вели, осамена птица. Не сум многу сама. Можеби сум малку сама во Солун, меѓутоа не сум осамена. Тоа е мора да се Друго е сам, друго е осамен, тоа е. Да, мора таа разлика да се види, да се нагласи. Не сум осамена и многу сум среќна што е така. Не сакам да живеам сама и не сакам да живеам осамена и сакам да имам луѓе на кои што можам да им кажам дека ги сакам и да чујам дека истото тие го чувствуваат, затоа што Ти изневерил ли некој до сега? Не. Јас не сум имала некоја голема историја на тој план за да ми се случуваат такви случувања. Другарка може да изневери, извини. Не може да значи дека е само, не знам, момче, не е само... Имав едно многу големо разочарување во основно. Една длабока рана која што уште не е залечена затоа што таа личност јас како другарка навистина ја сакав но едноставно сваќаш дека она што ти го даваш не секогаш ќе го добиеш назад и дека луѓето имаат различни приоритети и различни интереси, на различен начин размислувате и мора да го прифатиш тоа. Ама и очекувањата не ти се големи. Да, точно. Добро. Ајде се вратиме на музиката. Макфест, веројатно еден од, сигурно најдолговечниот во континуитет, најстар и најреномиран македонски фестивал, неколку настапи. Што научи на фестивалската сцена за големи? Колку тоа искуство собрано на сцената и зад неа
од сите оние работи што можат да се почувствуваат додека го чувствуваш фидбекот на публиката и кога си зад сцената од сите оние задкулисни игри. Какво искуство е и која е разликата помеѓу малата, односно сцената за мали и сцената за возрастни пејачи? Па со секоја поголема сцена расте одговорноста, расте и желбата за да бидеш подобар, растат амбициите, Поголеми се и задкулисните игри. Не се шегувам. И тоа е точно. Но се трудам да ги избегнувам сите тие работи, затоа што сметам дека ако јас доволно се трудам и ако јас навистина го сакам тоа, искреноста ја осеќа публиката и велам дека секој е одговорен за сите своји постапки, дела и успеси, дека ако не се трудиш сам, никој нема да ти го поклони успехот и не можеш да обвинуваш некој друг доколку немаш успех. Тоа значи дека не си направил нешто. Да, се случува, некогаш има и секакви случувања едноставно, меѓутоа кога тогаш, ако си навистина квалитетен, ако навистина го посакуваш тоа ќе дојде. Истрајноста е само важна. Така, од што зависи успехот, што мислиш? Дали е пакет на фактори или е што е пакет пресудно? на, Што е пресудно? Што е тебелот? Сметам дека треба да имаш многу среќа. Треба да се трудиш и да имаш среќа, да имаш некоја едноставно харизма, на некој автентичен твој начин да публиката да те засега. Сметам дека треба да си свој, сметам дека треба да си она што си навистина, затоа што се што е лажно, секоја лажна слика и лажно представување на себе си, кога тогаш ќе падне, сите оние маски ќе паднат и не можеш да останеш долго и на сцената и на било што во животот, доколку тоа навистина не си ти. Доколку си свој автентичен, доколку во континуитет вложуваш и работиш, присутен си меѓу луѓето и едноставно постојано објавуваш некоја работа за која што ќе се зборува и која што ќе биде актуелна, само по себе мислам дека ќе си дојде. Автор си на повеќе песни, се обиде и фестивалски, вон фестивалски и така натаму. Си помислила ли дека во еден момент, чек, ова помина како помина, ајде да се обидам да некој друг ми направи песна, може би подобро ќе помине. Имам помислено, да. Имам и разговарано со композитори. Не дошол моментот едноставно, не дека ја исклучувам јас таа опција да пеам песна од некој друг. Не се случило. Не ставам никакви забрани. Нема суета со. Не, иако вела дека музичарите се суетни и дека е малку тешко да Особено авторите, да. Сум имала лични искуства на таа тема, но сметам дека сепак... Какви раскажи некој? Не. Како е Не. Сепак сите тие работи ги задржувам за себе и сакам јавноста да го слуша и да го знае тоа што треба да го слуша и да го знае. Не сакам никогаш да влегувам во некои трач разговори, трач афери и така натаму. Тоа е едноставно големо не за мене и доколку дојдам до нешто такво, јас само ќе оставам се. Не можам, едноставно мојата природа не ми дозволува јас да зборувам лошо за некого, па макар тој и со нож во мене да мавнал. Секој си носи своји последици за се и секој е одговорен за тоа што го прави во неговиот живот. Јас не осудувам и воопшто нема никогаш да навредувам никој јавно, освен ако не сум приморана за кој знае каква причина, меѓутоа за сега никогаш не сум се соочила со нешто такво. Така што мојата суета гледам да не биде голема и воопшто и во приватниот живот не сакам да бидам егоистична, не сакам да бидам само медисана. Самоуверена, да, меѓутоа само бендисана не сакам да бидам и сакам да слушам критика, сакам да слушам различно мислење. Меѓу само Тенка е линијата. И многу е тешко да се контролира во некои моменти. Сум се фаќала во моменти да бидам не го сакам ова, ама зошто не го сакам? Затоа што не е добро или затоа што е различно од моето, дека е противно од моето. И кога ќе видам таа суштинска разлика на тие работи, на тие нешта, тогаш пресудувам и векам
не, ова јас така изреагирав затоа што спротивно е моето, меѓутоа е во тој момент вистинското и правилното. Така што ете се трудам и тоа не е лесен процес на сваќање дека ти не си секогаш во право и дека ти не си совршен и дека ти не можеш се да направиш сам, дека треба други луѓе, дека треба други мислења нели на одредени теми. И ете се трудам да го искоренувам тоа его, суета, што е повеќе можно. Што помалку его, што повеќе душа и срце, така? Да, баш така. Добро, нека е така. Беше дел од проектот Македонија во срцете носиме, кога сме веќе кај срцето. А и кај Вардар, ведече му отпеав песна, ја пееше Ој Вардар е македонски. Сама ја одбра или ти беше понудена и ќе бидеш ли дел од второто продолжение на приказната? Ми беше понудена како опција. И реков не сакам други опции. Да, големо да, не ни размислувам за нешто друго. Вардар е во моето срце од најрани години и едноставно многу бев среќна затоа што ете сите тие шампионски титули сме ги славеле со таа песна, сме се радувале на сите успеси, имав сезонски карти на секој надпревар, одев за Вардар да го гледам во тие пик сезони. За ракомето, да. Ма и фудбалот исто така, ете, се сеќавам, гледавме плейоф за Лига Европа, па потоа и Лига Европа кога игра и сето тоа, така што и Македонска лига исто така и имав сезонски билети сега за претходната сезона. Едноставно ми се поврзаа тие две големи љубови и со целото срце и душа испеав таа песна затоа што многу пати имав слушнато, има пуштено дека ние пример се загреваме за некој надпревар со женската млада екипа, едноставно на секој полувреме ја пуштаат. Да, пред секој надпревар. Ја чувствував многу така, навистина ја чувствував со срце и со љубов ја отпеав. А исто така ќе бидам и дел од продолжението, веќе кога го спомна тоа како прашање. Ќе биде поразлична песна дефинитивно од Ој Вардаре. Ќе биде некој предизвик за мене, нешто што до сега не сум го пеела во мојот живот, но и сакам предизвици, така што ќе видиме како ќе испадне. Сега периодов треба да го завршам својот дел, да го снимам тоа, па ќе видиме. Така. Да. Ја представуваше Македонија на детска Евровизија. Имаше желба да представуваш нова Евровизијата за возрастни и генерално што мислиш за оваа Евровизија, ваква каква е, гледав? Секогаш сум сонувала да ја представувам Македонија на детската Евровизија и откога ја представував, таа желба прерасна во големата Евровизија и тоа е сосема нормално и природно и тоа е желба, верувам, на секој пеач во Македонија. Тоа е многу убава работа, тоа е пред се го запознаваш светот на едно поинакво ниво, те запознава тебе светот, затоа што реално тоа надпреварување е следено од целиот свет и ја представуваш својата земја, што е најбавото, можам од трите да кажам. Нема ништо поубаво од тоа да пееш за својата земја и дефинитивно се надевам, ќе се трудам, ќе работам, некогаш доколку дојдам во некоја таква прилика да со сета срце и сета сила би се вложила во тоа да изгледа како што треба. А Евровизијата дефинитивно последните години малку се променува и во начинот на кој што изведувачите таму се представуваат и во едноставно светот се менува и се менува Евровизијата и некако како да предскажуваат некои работи кои што сакаат да станат актуелни, како да си вметнуваат некои си своји идеали и слично. Но ете сепак... За многу на ЛГБТ парада. Јас не имам никакви осуди кон ништо тоа. Јас сум целосно прифаќам се и не сакам никого да осудувам, меѓутоа мислам дека малку се изгуби моментот дека тоа е надпреварување за пеење и дека гласот стана гласот отиде во сенка, а сите оние други атрибути и карактеристики на надпреварувачите имаат предност. Меѓутоа се останато навистина немам никакви коментари. Има ли добри песни или остана на времето на Аба и Џони Логан? Не, има убави песни. Еве, например, оваа година не ја изгледав цела Евровизија, нешто од прилика погледнав и ја погледнав
победничката песна уште пред да победи, баш со мајка ми коментиравме дека оваа песна сигурно ќе победи, затоа што имаше сепак уметност во незе, пејачот беше на вистина квалитетен, тој мислам дека и оперски пејач, ако не се лажам. И иако еве пример тој е припадник од LGBT популацијата, не можам да кажам дека не ми се допадна песната. Апсолутно немам никакви предрасуди на таа тема. Секој има право да прави што сака и се додека отиде таму и го представува својот талент, својата држава, дава некоја парче дел од себе, дава уметност, тоа е за голем поздрав и сакам се повеќе такви дела да се презентираат таму, а да не биде тоа некое како да кажам, сквернавање на некои си идеали и така натаму. Добро. Пеењето, виолината, клавирот, па и топката ракометна, компонирањето, пишувањето текстови, сето тоа спакувано во еден пакет на задоволство, ама сепак останаа само на задоволство и хоби, најверојатно заради тоа што професионално отиде кај нашиот јужен сосед, Солун го спомена, во Република Грција, да студираш нешто што е сосема тотално поразлично од она што си се занимавала и што ти представувало хоби, задоволство и така натаму. Бизнес менеджмент на Сити коледжот во Солун, така ли му доаѓа? Па, не сум на менеджмент, на финанси. Финанси ли е, Да. добро, извини, ја сум ги помешал брзините. Нема веројатно. врска, нема врска. Ама Тоа е тоа. генерално, добро, финансиите се битни за се и се што и за Се е ова што го битно. зборавме. Се е важно. Ама сепак не ниту уметничка, ниту спортска определба. Да. Сватив дека имам многу интереси и дека не знам, имам додека ми се овие да речем млади години кога мозокот ми прима се уште информации, е свеж за да учи што е повеќе можно, да прима информации што повеќе е возможно и да види, да излезе малку од тие некои граници дека јас ќе бидам пејачка и тоа е тоа, фиксно е, не се менува, или јас ќе бидам ракометарка, фиксно е, не се менува. Да видам што повеќе има од тоа, да дознавам повеќе работи, да се образувам и на поинаков начин и едноставно да видам животот што понатаму ќе ми донесе. Јавната професија е дефинитивно не е за секого и има силни удари. Да речеме ете така, отидов на една страна во која што ќе бидам посигурна и помирна во контекст дека не мора да бидам јавна личност, за да јас имам некоја сигурнина позади себе и можеби јас ќе пеам и воопшто никогаш нема да работам. Имат најнесигурни дни. Не. Особено во Македонија. Реално е дека е многу тешко и дека е малку, како да кажам, несигурно, нестабилно или неизвестно. Неизвестно го барав зборот. И сватив дека бидејќи имам едноставно желба за нешто повеќе и цел живот образованието и школувањето ми биле приоритет и сега се уште приоритет пред музиката. Решив дека тоа ќе остане така се додека не го завршам факултетот и дека ќе дадам се од себе да се изградам себе како личност и да учам, затоа што јас тоа го сакам. Не затоа што тоа така треба да биде или некој сега мене ми кажал ти мора да учиш девојче, не, затоа што тоа го сакам и затоа што сакам едноставно да бидам дел од академскиот свет, да читам литература, да слушам професори кои што имаат големо искуство и во работни кариери и воопшто во животот. Едноставно да видам еден поинаков свет надвор од овие води тука музички и да видам каде ќе се пронајдам повеќе и каде ќе ми се насмевне среќата. Така, научи ли грчки? Милаеш ли, Еленика? Милао ли го, учам. Учам, да, меѓутоа не се форсирам нешто многу, затоа што студирам на англиски и реално
таму сите знаат англиски, дури сум изненадена дека и постари генерации во Грција луѓе знаат англиски, некако самиот факт дека сите знаат англиски, некако сум поопуштена и не сум толку сконцентрирана на тоа да го научам грчки за да комуницирам. Постари генерации знаат англиски, нема сега да се брејаме тука. Не, ама ова зборувам ептен Ови од 90. Да. Да. Не, сакав да кажам дека не ми е нешто тоа сега морам, полека, додека да го завршам факултетот, претпоставам дека ќе имам стигнато до некој ниво, но полека. Мора да забележам дека беше првенец на класата на овој, како се вели, полусеместарни, така ли? Да, така беше. Меѓу првите, односно прва меѓу првите, најпрва меѓу првите. Меѓу првите од сите таму. Да, едноставно, како што реков и малку порано во интервјуто. Не сме од нив, ајде. Не, има интернационални студенти на факултетот, не се грци, има многу странци, има и македонци, и тоа многу повеќе од што мислев дека има македонци, има и по другите години, другите смерови кои што не се нели мојот смер, така што има и македонци, има и грци, има ерменци, германци, секакви буквално. И тоа е супер, имам пријателства со луѓе од различни култури и е многу интересно да сватиш како луѓето живееле претходно, доаѓаат од различен образовен систем, различни погледи имате кон некои нешта и различни вери, различни нации, и различни вери, различни нации, сето тоа е еден голем плюс и една голема да речем големо богатство. За тоа што спомена дека сум прва, така сега се погодија поените. Си учев, ќе видиме за понатаму. Имам очекување за вториот семестар, ама ајде. Скромна или лажно скромна? Не, тоа е едноставно кога правам нешто и како што претходно кажав, сакам да го направам како што треба. Или не го правам, или го правам како што треба. Посебно затоа што реков и нагласи дека образованието е важно за мене. Се трудам што повеќе да научам и резултатите какви се такви се. Ако доволно сум се потрудила, ќе бидат добри. Ако не сум се потрудила, ако сум отишла само колку да го пројдам испитот за една пролазна оцена, тогаш нема да бидат добри резултатите. Време за ноќен живот има ли по Солун? Да, Солун е преубав град и не само за ноќен живот, туку воопшто за се, многу релаксирана енергија има и имам чувство дека се многу повесели некако и порасположени, попуштени отколку нас. И има дефинитивно... Тоа мора и на тој стандард. Не е сјајно, никаде не е сјајно, морам тоа да го кажам, не е дека тие луѓе таму се име совршено и дека не се борат исто како тука и за опстанок, има секакви класи, има секакви случаи, но дека самата атмосфера е порасположена поради сонцето и морето, тоа е дефинитивно така и има секако ноќен живот, има многу места на кои што може да се излезе, да речем за разлика од тука е многу поживо и многу поактивно и самиот факт дека таму со пријателите сме си фамилија и другари и се, и роднини и се, постојано сме заедно и местата на кои што излегуваме ни се во главна надвори, ги истражуваме полека. Нам е јасно зашто Солун не е наша, ама тоа е. Добро. Приватниот живот рече не сакаш да зборуваш, го криеш ко змија нозете и нема те прашувам многу што има ли Грци и останати за дружење, што би рекле од поблиску, ама евидентно е дека она по социјалните мрежи што може да се види, речи си ништо не може да се види, ама ако имаш остро око, ќе забележиш и некои други работи. Да речеме минатата година на твоето патешествие по Италија, па на масата 2 порции пица, па 2 порции лазања, па 2 чаши аперол, па не знам 2 порции сладки, 2 фотоапарати, 2 мобилни телефони. Па кој тоа те сликаше, мајко? Двата фотоапарати мои беа. Кој те Се друго сликаше, е поделено. Кој тоа јаде по 2 порции пица, мама и тато се дома? Па сега видете, може и била сум со другарка, нели? Не, шала на страна.
Беше ли се уште? Тоа е, бев инаку на Вондеркамп, да си ги поздравам, голем поздрав за Вондеркамп. Тоа е една убава организација која што организираат кампови за млади, за дечиња, имаат Вондер Супер Распуст, абсолвентски плата за екскурзии. реклама, мислам тоа е една работа, а втората работа не прашав за Вондеркамп, Чекај да ти докажам. Вондермен. Да ти докажам. И со Кој е? Вондеркамп Wonder бевме, ние бевме преку 20-30 луѓе на тоа патување во Италија, така 30 што луѓе, а само две чини. Па тие сум ги сликала сега, имало и други лево од мене. Не си ги сликала ти си во кадар, некој слика. А така ли? Да. Супер тоа патување беше, еве да ги поздравам во Дркап уште еднашка. Како вртиме како дошт околу овој, како се вика, околу чај. Не, како што кажав, не сакам да разговарам на тие теми јавно и само еве ќе кажам нешто дека сум среќна и мислам дека тоа е важно и да бидам Да се среќна. напијам вода, почнав да подголтнувам. Не е тоа некое нешто кое што сакам да биде со сите светла на него во мојот живот и во мојата кариера. Нормално е да има Само едно е прашањето, среќно влюбено? Среќно влюбена, да. Thank you very much, не прашувам повеќе ништо. Да. И ете, се надам дека тоа така ќе си биде. Ова е ексклузива, никој не знаеше до сега. Веројатно, не знам. Мислам, овие од јавноста, инаку кругот на блиските, да. Не, ќе ти повторам уште еднаш, навистина тоа сакам да биде дел од мене и ова е нешто што најмногу можам да кажам, затоа што Само ќе те прашам дали знаеш една поговорка. Далеку од очи, далеку од срце. тоа е друга тема на разговор и тоа е исто така голем За предизвик. вториот подкаст ќе го За ставиме. вториот подкаст. Добро. Но ете, можеби ќе докажам дека не е тоа така. Аха. Да. Како се вика тоа? Љубов преку жица, ма сега не е, например, бранови, нема жица, виш. Преку Bluetooth. Добро. Да. Сосема за крај, дојдовме до самиот крај. Знам дека можеби немаш многу идоли, ама еден од оние можеби не е вистински идол или е, не знам, ама е жена која исклучително ја почитуваш, цениш, ја како се вели, ја сакаш незината работа, твоја постара колешка се работи за Калиопи Букли. Да. Така ли? Така е, да. Зошто токму Калиопи, од каде таа љубов кон неа, односно кон незиното творештво? Не објаснива тоа, или некој ти се допаѓа или не. И таа незина енергија Мене и многу ми се допаѓаат, ама сакам само малкумина. Па јас не ја сакам, многу ја почитувам и таа една незина природа на мене многу ми прилега некако и драго ми е да ја гледам и кога зборува, уживам и да ја слушам кога пее. Многу е едноставно посебна, да речам. Уште од најраните години, не сум сигурна сега точно која година беше на Евровизија, со црно и бело кога настапуваше, јас бев залепена буквално до телевизорот, да ја гледам и да ја слушам, и од тогаш ми беше пример за тоа како изведувач и артист треба да изгледа. И да звучи, веројатно. И да звучи, да. Како цел пакет. Така што ете, и сватив дека како што поминува времето, јас не ја идолизирам да бидам како неа, затоа што таа е своја и не може да се ископира, јас сум своја и исто така не треба никого да копирам, но едноставно само уживам да ја гледам и пријатно ми е да ја слушам и се восхитувам на се што има постигнато во незината кариера. И е некој, да речем, најблизок до тој некој уметнички интензитет, природа, да речем. Како ти го замислуваш? Ти ја запознала ли лично некој што се? Ја запознав виртуелно во време на короната, таа имаш организирано еден Ова не е само љубов преку жица, ова да ти било и кариера преку. Ќе ти кажам сега исто една интересна случка. Повели? И тогаш се запознавме виртуелно и таа ме покани нешто да бидам гостинка домаќин на незиното шоу, иако јас се пријавив како надпреварувач. И од тогаш и ми лајкнува слики, ме следи, ме поддржува и сето тоа. Пред да одам во Грција, последниот ден буквално, до мене беше на семафор во автомобил.
А јас имав алергија некоја тогаш со очите и бев расплачена, значи црвени ми беа очите, кај плюс дека се селам, вака ми беа емоциите. И викам, леле, Калиопија до мене нема шанси дека јас сутре патувам. Ако се јавам, ќе ме дотепа. Значи ја гледам до семафор на мене, мислам дека беше со некого во автомобилот и бевко, отварам ли прозор сега да ја кажам која сум и колку ја сакам, и некако тој срам ме изеде и реков не, ајде ќе дојде некој подобар момент каде што ќе ја запознавам во живо, ама ете така ми остана како интересна анегдота, не анегдота, така интересна случка што ја видов во живо и ми беше ете што ми ја видов не иза со одењето, значи убаво ќе ми биде и самото патување и животот. И воопшто не сгреши, воопшто не сакам. Се гледаш ли себе како за не знам доста еден број години новата македонска Калиопи? Би сакала, ли? Веројатно би сакала, ама се гледаш ли? Новата македонска Калиопи не, дефинитивно не сакам да земам нечие име или нечија кариера и да препишам дека јас сега кивам таква или нешто слично. Меѓутоа, нормално е дека доколку се занимавам со ова и сакам да напредувам, убаво ќе ми дојде да чујам некој таков настав. Да вараме, а? Да пробаме да повараме, ако е достапно. Ајде. Не за Калиопи. Кого? Новата Калиопи ли? Новата Калиопи имам до себе. Ајде да видиме оваа другата дали ќе ја добијам. Само чекај да се, како се вели тоа, префрлиме на нормален мод. Ако ја добијам, што ќе кажеш? Дека ја почитувам многу и дека ми е драго што е она што е. Да? Да. Ајде да пробам да ја добијам. Звонјам ако не е зафатена или не е во некаква работа. Кога ми се јави подоцна, ќе морам да ги пренесам сите овие. Да. Подкастот уште еднаш каде го прераскажеш. Сите овие емоции, ако некој кажам да го гледа подкастот, ќе биде жал што не кренала слушалка, ама драга моја Опи, оправдано ти е заради тоа што знам дека естрадните звезди имаат обврски и на сцената и надвор од неа. Марија Спасовска. Секако. Thank you very much. Ти благодарам и на тебе. Драго ми беше што беше гостинка во уште едно издание на Ништо лично, ти посакувам многу успеси и на приватен план, на полето на музиката, на полето на школувањето и како се вика, ќе се видиме до година. До година после четвртиот семестар. Нека биде така. Како да е. Ти благодарам уште еднаш, и ви благодарам, драги мои, и вам што бевте дел на уште едно издание на Ништо лично, последното издание за овој прв полусеместар, како би рекле ние наш на подкасти. Летото е на прагот, уживајте, забавувајте се колку што можете. Жештините се тука, оладете се уште повеќе, заминете негде во пријатно друштво, покрај вода, каде и да е. Ако не можете, климата е дома, вентилаторот исто така, наполнете акадата и уживајте во животот, зашто истиот тој живот нема реприза. Мојата маленкост Антонио Димитриевски и вашата гостинка Марија Спасовска беа денес со вас, а ние се гледаме некаде, веројатно на почетокот на есента со второто полувреме на серијата подкасти Ништо лично, каде што нема да слушнете ништо поразлично, односно ќе слушнете многу нешта каде што нема да ги слушнете на друго место, зашто ништо слично како овде во Ништо лично. Се гледаме. Чао и долго топло лето.